Услови за избори на 5 јуни нема, а доколку се случат тие ќе бидат целосно нелегитимни, рече Билјана Бејкова од НВО Инфоцентар. Таа смета дека релевантен попис на населението и ажурен избирачки список во кој граѓаните имаат доверба се клучните предуслови за фер, слободни и демократски избори. Затоа во партнерство со Македонскиот центар за европско образование, 8 септември и Центарот за развој на медиуми, тие денес организираат дебата на тема каков избирачки список и пописи се потребни на Македонија. На што се однесува Државната изборна комисија, нашиот став е јасен и мојот став е сосема јасен дека таа потврди. Значи кога зборувам целосно, не за одредени членови, туку зборувам целосно и вие да го имате оној избирачки список и да тврдите дека е тој прочистен, а од него само да се избришани мртвите, а ниту еден од фантомските гласачи да не е избришан, да немате законска регулатива како ќе ги бришете спорните гласачи и така натаму, зборува дека воопшто Државната изборна комисија треба да си поднесе оставка и дека на вистина и екипирањето и воопшто не само политичкиот дел, туку целото функционирање на Државната изборна комисија останува спорно и треба да се да се започне процесот од почеток на градење на навистина независна и професионална институција. А што се однесува до изборите на 5 јуни, од она што ние можеме да видиме и знаеме сосема дека услови за избори на 5 јуни нема, дека тие доколку се случат ќе бидат целосно нелегитимни, дека тоа е една очајничка самоубиствена приказна на ВМРО ДПМНЕ. Сега и од друга страна според мене дури можеби ова понесување на листите е само очајнички обид на ВМРО ДПМНЕ да си ја подобри наводно својата позиција во преговорите, посебно во оној дел каде што сака да преговара за аболицијата. На Македонија и е потребен попис кој повеќе од 10 години не е спроведен, а исто така треба да има и чист кредибилен избирачки список, смета и Дончо Герасимовски, статистичар и поранешен директор на Државниот завод за статистика. Пописот на населението е неминно потребен заради согледување на состојбите во државата од различни аспекти, а поготово заради бројот на населението. Тука е важно присутност на населението во земјата, население кое што секако е постојано живее, кое што е присутно во земјата, без разлика на оно што е надвор од земјата. Од тука се ствара една поголема дилема и недоразбирливост кај граѓаните, кај населението, бидејќи да се појават различни бројки во однос на пописот што се спроведе на население, независно од последниот или проценките кои што ги имаме во изминатиот период од 2002 година до 2015, со разлика од оние појави кои што ги има со број на бирачи во избирачкиот список. Гледате дека разликите се поголеми, промените кои што настанува во избирачкиот список доведуваат до одредени сомнежи на вистинскиот лик на изработка на избирачкиот список. Во дилемата е секако работењето на Државната изборна комисија и од тој аспект и овие денови, поготово со објавување на податоци во однос на државјаните во Република Македонија, се ствара секако една голема забуна кај самите новинари, кај самата јавност, кај граѓаните и кај населението Република Македонија од аспект на разликите кои што ги има во бројките. Настанот е реализиран во рамки на проектот Демографија, квалитет на живење, кој е поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество Македонија.